Каталонски референдум за независност. 43% излезност, 92% за, но беше прогласен за неуспешен. Ова беше став на шпанската влада, на Европската унија и на целата меѓународна јавност. Едногласно оценија дека не бил постигнат потребниот цензус и приказната се затвори, а организаторите дури беа изнесени на суд поради подривање на уставниот поредок на Шпанското кралство. Уште порадикален пример за запазување на крајната внимателност во врска со цензусот е референдумот во Колумбија за 7 антикорупцијски мерки, кој беше одржан пред 2 месеци. Таму од 36,5 милиони луѓе со право на глас беше потребно да излезат само 1/3, односно 12,2 милиони гласови. Се изјаснија 11,6 милиони, поиако 99% од нив беа за прифаќање на мерките. Референдумот не успеа и прашањето беше затворено. Колумбија е земја со распространета корупција, но изборот на граѓаните да не гласаат мораше да се почитува и никој не се осмели да се спротивстави на нивната волја. Алфа побара мислење од ОПСЕ во врска со различните стандарди и толкување на добрите референдумски практики, но од нивните представници го добивме следниот одговор. Ние не ги споредуваме референдумите во различни држави, дури ниту различните избори во иста држава, па исте случајот и со референдумот. Сметаме дека тоа е спротивно на обврските на ОПСЕ и против меѓународните стандарди за избори. Индикативен е и различниот однос кон референдумското прашање во различни земји. Кога турскиот народ се изјаснуваше за уставните промени, ОПСЕ и другите меѓународни организации соопштија дека пред граѓаните е ставено премногу сложено прашање. Но во Македонија, иако референдумското прашање беше 3 во 1 со неверојатни 8 можни одговори и кој требаше да предизвика целосен ремонт на највисокиот државен акт уставот како и цела низа други последици, ОПСЕ во него не најде ништо спорно и се задоволи само со истата изјава дека не ги споредува референдумите во различни земји.